Спортски поздрав, почитувани гледачи на спортска мрежа, ново издание, овој пат посветено на обнова на фудбал, меѓутоа на фудбалскиот клуб Слога од Радовишко Злеово. Овој клуб речиси последна деценија се реактивираше и одново се врати на фудбалската карта на Македонија со тоа што зема учество во општинската фудбалска лига во Струмица, или тоа е четвртата лига по ранг на првенство во македонскиот фудбал, кога ќе се погледне на пирамида. Клубот кој што е единствен претставник практично од Радовишко да се надпреварува во општинската лига во Струмица. Тоа е лига во која што ние претходно информирав нашиот портал и редовно информиравме, ги пренесувавме резултатите и состојбата на табелата во есенскиот дел. Општинска фудбалска лига со 8 екипи, од кои што 7 се од Струмичко, една екипа е всушност од Радовишка, тоа е екипата на Слога. Од друга страна, Слога е третиот клуб во Радовишко, кој што е активен фудбалски клуб во сениорска конкуренција покрај Детони Плочковица, кој што настапува во втората македонска фудбалска лига, и екипата на Плочковица, која што се надпреварува во втората женска фудбалска лига. Токму тоа беше и поводот да го посетиме овој клуб, да бидеме во Злеово, директно на терен, да поразговараме со неколку наши соговорници кои што пред камерата на спортска мрежа зборува за реактивирањето на клубот, за тоа што одново се игра фудбал во Злеово, за идејата како дошло до реактивирањето, за фудбалерите, за финансиите, за спонзорите, за инфраструктурата, плановите, целите. Исто така, интересен момент беше тоа што тамо се одигра ревијален надпревар, помеѓу ветераните на Слога, кои што во минатото го носеле дресот на клубот од Злеово, како против актуелниот состав на овој клуб, така да тоа беше интересен надпревар, имаше многу погодици, на крај победникот се решаваше на пеналите, односно пенал рулетот, меѓутоа резултатот беше во втор план. Во прв план секако беа другарството, дружбата, пријателството и самото име кое што го дава Слога, тоа е дека спортот всушност обединува и всушност стана збор за Слога. Спортот е исто така момент во кој што сите млади треба да се насочуваат за да имаме здраво и право општество, да ги оттргнеме од овие нови пороци, тоа се социјалните мрежи пред се. Имаме неколку соговорници кои што зборуваме за оние добри времиња во минатото, зборуваме и за сегашноста, зборуваме и за иднината. Исто така, по завршувањето на тој надпревар имаше една дружба помеѓу сите тие генерации со една заедничка прослава, заеднички ручек. Ќе делуваме атмосферата од сите овие моменти, меѓутоа исто така зборуваме и за добрите резултати на Слога. Знаете дека тимот, кажав, се реактивираше после долго време и одигра фантастична есен, завршувајќи на своето трето место во општинската фудбалска лига во Злеово, односно во Струмица, така да тимот од Злеово одигра фантастична есен со тоа што имаше 4 победи, едно реми, 2 порази и 13 бодови со реално најдобар напад кој што постигна 22 погодоци. После тоа следува Спартмани со 21 погодок, што значи дека најголема ефикасност во нападот има токму тимот на Слогот Злеово. Во самиот контекст на оваа емисија ќе поразборуваме и во овој дел, меѓутоа овде предлагам најпрво да ги проследиме изјавите кои што ги имаме во овој прв дел подготвена за оваа емисија, како што кажа, посветена на тимот на Слога од Злеово. Зборува председателот и голман Ангел Филипов, понатаму тренерот Трајче Чамов, како и капитенот Томе Рујков, и на крајот зборуваше и Мане Рујков. Ќе ги имаме нивните изјави. Потоа зборуваше и ветеранот Митко Чамов, кој што во минатото некаде таму до кај 95-та година го носел дресот на Слога, како и Кристијанчо Митков, кој што настапи за ветераните и кој што е всушност поранешен фудбалер на овој тим. Предлагам овде да ги проследиме изјавите, потоа се враќам во студија за да продискутираме за останатите работи. После неколку години пауза се реактивира фудбалски клуб Слога во Злеово, како единствен претставник од општина Радовиш. Како дојде идејата да се реактивира клубот после неколку години паузирање? Идејата видовме на страната на Општинскиот сојуз во Струмица на 25 март, мислам дека беше датата, и се ангажиравме тоа неколку лица да ја обновиме нашиот клуб. Прашавме еден двојца, не можеше. После со едно другарче, се двојцата вклучивме во тоа. Пријавивме во Струмичката на председателот тамука на сојузот и не говори дека може.
се малку заангажиравме тука, следивме да најдеме неколку играчи, пошто нема кај нас, слабо е из другите села во општина Радовиш. Они прифатија, се збераа, малку беше потешко од самиот старт, но успеав. Колку е тешко, спомнавте за играчи. Најчесто претпоставам дека од селото Злево, меѓуто и од околината на Радовиш. Точно, да, од селото Злево имаме само 5-6 млади играчи. Другите имаме од Јаргулица, од Подареш, Оравица, Радовиш, Дукатино и од Војславци. Во каква кондиција беше теренот, со оглед на фактот дека многу години не си играл овде фудбал, дали беше во некоја да речем ужасна ситуација во тоа што сега денесете во некои нормални услови за да може да се игра фудбал? Да, теренот беше многу лош. Самата мрежа од оградата беше испокинена. Собиравме средства и благодарност голема до спонзорите, диаспората, што ни помогнаа да купиме мрежичка, заградиме, голема благодарност и до Сдруженијето Коври, кои они ни помагаа во чистењето на теренот. Го косивме, го средивме. Видовме дека имате и добри резултати во есенскиот дел, меѓутоа и многу публика барем на тоа што имавме можност да следиме на социјалните мрежи или кај вас на Facebook страницата на фудбалски клуб Слога Злево. Што може да очекуваме во пролетниот дел и колку сте задоволни тоа што го видовте или одигра Слога во есенскиот дел? Да, кај нас публиката живее за фудбал во селото. Кај нас од секој пат е било да се игра за забава. Стигнаваме доста добри резултати. Малку потешко почнаваме од почетокот, но после без пораз. Во пролетниот дел се надеваме на уште поголеми успеси. Збор два за публиката, се вратили како самото село живеете за фудбалот? Да, публиката е страшна кај нас. Секоја недела не бодрат, голема благодарност и до нив. Го реактивиравте фудбалски клуб Слога, како спомнавме не околу идејата дека нели желбата дека долго време немало фудбал овде. Вие сте практично третиот клуб после Детонит Плачковица кој што игра во втора лига и Плачковица кој што игра во втора лига жени да сте активни во општинската фудбалска лига. Да, фудбалскиот клуб ФК Слога негде постои од 1969-1970 година, прва генерација, да кажеме дека е формирана, па од тогаш навака, значи се трудиме нашите дедовци, па сега родители, па сега ние, значи и идни генерации се трудиме клубот да опстои. Клубот имаше мала пауза 2016-2017 година, па навака, значи клубот не постоеше. Едноставно немаше фудбал од разноразни причини. Допред тоа се направувавме во Радовишката општинска лига. Таму бевме секоја полусезона во топ 3. Сега имате и одлични резултати во есенскиот дел на општинската лига. Практично се надпреваруваат 8 екипи, од кои што 7 се од Струмичко. Вие сте единствениот претставник од општина Радовиш. Колку се задоволни од постигнатите резултати? Да, значи сега оваа полусезона се надпреварувавме во општинската лига во Струмица. Таа се состои од 8 екипи, од кои што 7 се од Струмица, доста добри екипи, и единствена екипа од Радовиш, општина Радовиш, ФК Слога од Злево. Нашите резултати кажуваат сами по себе. Трети на табелата, првиот и вториот не се на чекор пред нас, значи едноставно 3 бода. 3 бода неделот од првото место. Значи ево дека Слога во пролетниот дел можеби ќе напаѓа за прво место, и дали клубот е доволно подготвен да напаѓа веќе за следна сезона за влез во трета лига? Значи секако клубот, екипата секој пат, да кажам мојата екипа, јас како тренер, екипата секој пат е подготвена, спремна на највисоко ниво и секој пат се трудиме на секоја утакмица да дадеме максимум од себе. Втората полусезона мислам дека ајде да кажеме дека ќе со сигурност можам да кажам дека ќе атакуваме на првото место. И сега спомнавме 8 екипи, каква беше конкуренцијата и дали противниците се на некое можеби изразито ниво? Вака, значи првиот и вториот на табелата се и четвртиот, да ги кажеме, значи доста добри екипи во кои што се направува, во кои што има играчи кои што потекнуваат од разни школи, значи да речеме од Беласица, да речеме од Академија Пандев, ФК Турново, Тиверија, која што се надпреварува во трета лига, сегашна Брера, играчи кои што од Брера имаат преминено во сегашните екипи, тука ќе ги набројам ФК Огражден од Ново село,
Интер Кукла од Куклиш и Спартмани од Градско Балдовци, исто општина Струмица. Колку е тешко и дали враќањето на фудбалски клуб веќе дава резултат во смисла да младите од самото село се заинтересирани за фудбалот и да доаѓаат? Па да, со самото формирање сега на клубот, фактички го реновиравме, да кажеме, клубот ФК Слога Злеово, колку толку соберавме дечки да на почетокот прво, второ коло да почнеме. Веќе во третото коло ние бевме комплетни со играчи, четвртото коло веќе си го покажа своето, почнавме со победи и така натаму. Играчите се добри, имаме неколку играчи од нашето село, играчи од општина Радовиш и тоа е. И сега околу самиот терен и предпоставни претходно зборевме нели дека теренот бил во една ужасна ситуација со оглед на фактот дека години и години немало фудбал, сега го враќате, колку тоа се одразува на играта и дали ќе може да очекуваме дека во иднина ќе се подобро самиот терен? Теренот на почетокот, значи од 2016-2017 година, од кога се прекина да се игра во општинската, во Радовишката општинска лига, беше во катастрофални услови. Сега ние се организиравме, дел од играчите, дел управа сега, што се им благодариме на спонзорите кои што колку толку помогнаа да се формира едноставно, да кажеме, да има општи услови за фудбал во Злеово. И денес имаме надпрв кој што ќе биде потврда за сето она кој што вие како ентузијаста, да речеме, и враќањето на фудбалот со еден овој ривијален надпревар, колку е ова гордост на самото село? Значи денес ќе се одржи еден надпревар помеѓу, ајде да кажеме, бивши легенди на ФК Слога Злеово. Може да се набројам и јас меѓу нив до 2016-2017 година активно во фудбалот, сега тренер на дечките. Мислам дека денесната игра ќе помине во најдобар ред и ќе се потрудиме, значи, ова да остави голем траг во Радовиш, да бидат запознаени и не е лошо, значи, младите да се вклучат во ова, затоа што сепак ова е спорт. Спортскиот дух треба да го има, значи, од најмало дете. И сега за крај само едно прашање, дали клубот размислува можеби со оглед на фактот дека сте млад тренер, спомнавте нели за вклучување на младите дечки пред се од самото село или околината, да размислувате можеби да започнете со некоја група на млади дечиња кои што ќе ги тренирате, па еден ден нели да заиграте во тие детски лиги на Фудбалската федерација на Македонија, па војна да ги црпете и да бидат дел од првиот тим. Зашто да не? Ние тоа го имавме предлог, значи, уште кога се формираше сега 2025 година, Струмичката општинска лига, имавме еден предлог од Радовиш, но тоа малку остана во тајност, да видиме дали ќе успее сега. Значи дали ќе опстане Струмичката општинска лига. Не имаме доста дечки, доста мали деца. Децата ни се, значи, одат во да ги кажам, Брера, Струмица, се напробуваат, тренираат во Детонит Пачковица од Радовиш. Зашто да не се случи ова и во Злеово, на нашиот терен, да имаме наши деца кои што тук ќе произлегуваат, па и да видат, имаме доста таленти, доста млади деца, па и да излезе некој, дај Боже, на повисоко ниво, да биде добар фудбалер. Да. Значи, одигравте една одлична есенска полусезона зад вас, трето место. Ајде да ловиме атмосферата, да ги скоментираме на кратко резултатите, публиката, надпреварите домашни меѓутоа и гостински. Надпреварите поминаа во најдобар можен ред, значи од 7 надпревари 4 ги добивме, едно реми и 2 порази имаме. Тимот ни е релативно млад, неискусен, но подготвени за игра, сите имат значи тимот има тимски дух, поседува, спремни се секогаш за победа. Очекуваме ли дека Слога во пролетниот дел ќе ги нападне првата позиција која што не води кон трета лига? Апсолутно да. Сега сме веќе компактни во играта. Значи првите 2 надпревари некогаш може се дешаваше да не бидеме и комплетни, уште се составуваше тимот, но од кога се состави тимот, значи веќе сме компактна екипа, што на секоја позиција имаме феноменални играчи, млади деца што знаат фудбал да играат и резултатите го кажуваат тоа сами по себе. Успеавте да го вратите клубот да биде однова активен на фудбалската карта на Македонија со надпреварување во општинската фудбалска лига, кој е единствен претставник од општина Радовиш.
колку е тешко да се изменаџира сето тоа, колку треба енергија, труд, меѓутоа и спонзори практично кои што ќе застанат за клубот за да имате нели пред се и добри услови за игра и да се изнајдат играчи и опрема и се што е потребно околу самата организација за успешно надпреварување во општинската лига. Така. Па Злеово секогаш е било село со спортски дух, спортски настроено. Фудбал имало секогаш кога секаде сме се надпреварували кога имало можност. За формирањето добро здружение, добар тим на млади луѓе што сакаа да го повратат и го повратиеме. Спонзорства за почетокот многу ни помогнаа и некои дел од фирмите овде, поголем дел од иселениците во странство, што секако имаме многу потреба и моментално за да продолжиме. Тернот гледате како што е за реновирање. Следната сезона мора да биде доста добра со добар терен, со барем основни услови. Заинтересираност има за игра, имаме добра публика. Ова значи дека вие како клуб сте отворени практично за нели секој кој што сака да помогне да дојде. Кажавме единствен клуб во општина Радовиш кој што игра во општинската лига. После Детонит Плачковица и Плачковица во женска конкуренција, вие сте третиот клуб фудбалски активен од општина Радовиш. Да, ние во општинската лига на општинска фудбалска лига Струмица сме единствени од Радовишкиот регион. Тоа не прави некако помотивирани и погорди да продолжиме, па макар и со тоа што го имаме. Мал дел на помош имаме и од општината, во следната сезона е ветувано повеќе, па текот на зимскиот период ќе дојдеме до разговори со со градоначалник со општина, дали имаме, дали немаме, за да знаеме. Отворени сме, да, сакаме да напредуваме. Само преку овај начин мислам дека дружбата е како што треба. Колку диаспората стои позади целиот овој проект, да речем? Колку диаспората стои позади целиот овој проект и колку практично ве поддржува? Па вака, ние на официјалната страна на ФК Слога Злеово имаме објавено и сметки, и баравме и донации и спонзорства. На пред почетокот на есенскиот дел имавме соберено за есенскиот дел. Моментално сме во тек за собирање, моментално имаме апел ако некој голем, мал, и малото е големо за нас, колку и да е тоа е спонзорство, така да отворени сме. Има на официјалната страна сметка, Сдруженијето ни е со сметка, се регуларно, како што треба, секоја пара употребена за било што е запишано. До сега како изгледаше? Тешко ли да се изменаџира се тоа? За кој што вие зборувате во кратки црти? Па сега вака, кога работиш со љубов за селото посебно овде за тоа, не ја осеќаш тежината, но кога ќе размислиш некој што си се направил, тоа изгледа од надвор доста тешко, ама со љубов овде здружени сите така, тоа функционира така. Поединично не може да биде. Зборот околу самата публика, видовме на социјалните мрежи доста често објавувавте видеа, полна публика, колку ете тој ден практично бидејќи на недела се играат надпреварите, колку тој ден живее самото село. Па вака, ние скоро публиката што имаме на домашен терен, па едно 70-80% доаѓа и на гости. Имаме доста добро и кога одиме во Струмичкиот дел на гостување ни се чудат. Злеово е спортски дух. Во посебно последната завршна утакмица кога беше, тоа беше не знам, мотивирано. Па и со промена на името на стадионот, кога гордо го ставивме името на наш поранешен играч што играше за Слога Злеово, кој прерано не напушти. Стадион Ване Трајанов, тоа дополнително дава мотив за се понатаму, за да можеш да функционираш. Вие сте еден од ветераните кои што ќе настапите на днешниот ревијален надпревар во дресот на Слога. Настапувавте некаде до 95-та година. Да. Какви беа тие времења тогаш? Тие времења се неповратни, да ви кажам. Реално имаше публика, имаше народ, имаше друга атмосфера. Празник на спортот. Па посебно кога ќе биде недела, ден за фудбал, нема тоа веќе. Како е денес? С оглед на фактот дека се врати клубот одново на недела се играат преварите или тешко може да се врати тие времења?
Може да се вратат со малце повеќе ангажирање од страна на младите, па и од диаспората нешто да се спонзорира, нешто со помош. Може да се вратат, нешто со помош. Фудбалски сојуз, нешто. Може да се вратат. Денес настапувате, кажавме, нови ревијален натпревар. Колку ви буди спомени се тоа сега? Па ви, тоа е едно прекрасно чувство да се настапува. После толку години, после 30 и неколку години да поново дресо на слога, опрема на слога, тоа е возбуда. Ќе има ли сил енергија за еден натпревар да се одигра на високо ниво? Ќе видиме. Ќе се трудиме колку можеме. Која напорака би можел да испратиме до младите? Колку е важен спортот? Вие доста време сте настапувале за слога, многу време сте нели спортувале, сте биле на овие фудбалски терени. Па настапов и за слога, и за други фудбалски клубови, како ученици, како сето тоа. Меѓутоа спортот е за младите едно нешто што треба да се ангажираат повеќе и од страна на родители, од образовни личности, да има некоја младите да можат со спортот да се занимават, да се оттргнат малце од денешните фејсбуци, телефони и тие работи. Денешен натпревар практично е увертира на се она што слого го имало во минатото, меѓутоа и реактивирањето на клубот. Колку за вас е важен овој денешен натпревар и колку е важно што пред се за повозрасните се реактивираше клубот и повторно младите имаат можност да спортуваат овде во Злеово? Најправен благодарност до вашата спортска мрежа за медиумско покривање на нашиот клуб Слове од Злеово, кој постои од далечната 1971 година. До година се планира јубилеј 55 години постоење. Благодарност до организаторите на овој настан во име на господата што се бивши фудбалери, капитени и тренери позади мене. Изразувам особено голема благодарност за поканата да и ние учествуваме на овој спортски настан. Благодарност до сите кои беа присутни. Тука има луѓе кои не се присутни од разноразни причини, меѓутоа за наредниот настан ќе бидат поканети повторно. Се надеваме дека тие што можеме да дојдеме, ќе дојдеме, да го направиме тоа уште по-спектакуларно. Нашето село поседува спортски дух, спортски надпреварувања, така да сите ние посакуваме клубот да постои. Се надеваме дека во некоја блиска иднина клубот ќе се надпреварува во повисок ранг, дружењето ќе биде на повисоко ниво, поделбите ќе оставиме позади нас. Младите нека се посветат на спортот. Во овој момент број 1 зазема фудбалот во село Злеово. Ние повозрастните ќе ги бодриме, ќе навиваме и кој колку можеме ќе помогнеме, ќе допринесеме. Повелете со друго прашање. Каква атмосферата сега од кога се врати всушност клубот да се надправи, бидејќи долги години го немал единствен клуб од Струмица, односно од Радовиш кој што е во дел од Општинската фудбалска лига во Струмица. Како е еден неделен ден кога практично има надпревар овде? Вака сега, клубот има богата историја со надпреварањето во Радовишката општинска лига. Уште пред ние да бидеме фудбалери, клубот се има надпреварано во квалификации, полуфинале и финале. Нажалост не сме биле во повисок ранг. Сепак сме играле и полуфинале и финале и многу квалификации. Господата што се позади мене се поранешни фудбалери, тренери и капитени. Јас сум последниот капитен на клубот. И се надеваме дека атмосферата во иднина ќе ја подигаме од недела на недела на повисоко и повисоко ниво, така да фудбалот во село Злеово бидете сигурни дека ќе живее и понатаму. Повелете. Има ли сега интерес кај младите? Вака, интерес кај младите има, меѓутоа
посветеноста на нас повозрастните треба да им дава мотив за младите да се влюбат во фудбалот, во спортот и со наша помош да ги воздигнеме на некое поквалитетно и повисоко ниво. Се надеваме дека и ете некој од нашите деца од село Злеово би играл некаде во втора, прва лига во македонскиот фудбал. И за крај, ние претходно разговаравме дека младите нели се мобилизираат, клубот го вратија, меѓутоа има потребно нели помош од спонзори, од повозрастни, колку вие тука ќе им помогнете во тој дел? Ние ќе пружиме несебична поддршка и помош за да сето тоа што го негуваме и што го сакаме како фудбалот една од посилните гранки на спортот да живее во село Злеово, да се дружиме, да се надпреваруваме во повисок ранг и се надеваме на спонзорства и на некоја посветла иднина. Ние самите вие гледате дека нашата инфраструктура е на многу ниско ниво. Јас овде од ова место со луѓето позади мене ви ветувам дека ќе се потрудиме да направиме тоа да биде подобро и подобро. Ова беше разговорот кој што го имавме со нашите гости. Видовте како тие зборуваат за овие теми кои што претходно јас ги начнав околу реактивирањето на клубот, околу тоа како клубот се одржува во живот и кои се нивните планови и цели. Зборувавме на многу теми и секако во овој дел од емисијата ќе зборуваме и за резултатите кои што ги имаше екипата на Слогот Злеово. Предлагам овде да, ако може, режија да ја имаме табелата за да дискутираме заедно, да анализираме заедно со цел нели тоа што го зборувам да може да ви биде појасно сликовите. Екипата на Спартмани од Балговци есенски шампион со 16 болови на своето конто, колку што има екипата на Интер Кукла од Куклиш, исто така 16 болови. Две екипи практично имаат идентична форма, 5 победи, едно реми и еден на пораз, од тоа што тимот на Спартмани има 21% на полов, втора најдобар напад после тој на Слога, меѓутоа и едно од најдобрите одбрани, односно 8 примени поголоци, најдобар одбрана има тимот на Огрждено Ново Село. Трета е Слога, како што кажав, овој тим има 4 победи, едно реми и 2 порази, 13 голови на своето конто, најдобар напад 22, одбрана некаде тамо во средината по квалитет 15 примени поголоци, следува Огрждено Ново Село со 12 бодови, 3-3-1 учинокот на овој тим, 18 постигнати и 7 примени поголоци, практично тимот од Ново Село го има ја има најдобрата одбрана. Следува екипата на Дравошот, истоименото село Струмичко со кој што е на петото место со 10 бодови, 3-1-3 учинокот, односно 3 победи, 1 реми и 3 порази, а во иста ситуација и тимот на Илидено Добрејци. Понатаму следува тимот на Единство од Пиперово со 3 бодови на своето конто, 1 победа и 6 порази, за жал напредок од Радово, тим кој што во минатото настапуваше во третата македонска фудбалска лига, нема пораз, нема реми, има 0 бодови и 7 порази, со тоа што има 11 постигнати погодоци, меѓутоа има најлоша одбрана убедливо 33 примени погодоци, најлош напад има тимот на Илидено Добрејци кој што е единствен под 10 постигнати погодоци, односно едноцифрен број на постигнати погодоци или вкупно 9. Ова беше кој што го подготвивме во овој дел. Предлагам овде сега да ги погледнеме најинтересните моменти од ревијалниот надпревар кој што се одигра во Злеово помеѓу ветераните и актуелниот состав и секој да ги проследиме пеналите кои што беа на овој надпревар, па се враќаме да се одјавиме. За екипата на ФК Слога ветерани легенди ќе настапат голман Тони Андолиев, Дрогата. Број 1 Блажо Трајанов, тренерот. Број 2 Чамов Митко. Број 3 Митко Рујков. Број 4 Александар Георгиев, Самбо. Број 5 Васко Георгиев. Број 6 Блаже Василев.
Број 7, Кристијанчо Киско Митков. Нареден, Дејан Валески. Следен, Мартин Мирчевски, Мрцката. И Чамов Трајче. За екипата на ФК Слога Унион Злеово ќе настапат број 1 Ангел Филипов, број 2 Томе Рујков, број 3 Александар Стефанов, број 4 Христијан Василев, број 5 Никола Георгиев, број 6 Злата Василев, број 7 Стојанчи Цветков, број 8 Илија Бекерски, број 9 Девид Георгиев, број 10 Гоце Трајчев, број 11 Стефан Јанев, број 12 Мане Рујков, капитен на екипата Томе Рујков. Со среќа молци, нека победи подобриот. Да? Браво, голман!
Браво! Ајде! Гол! Дай му! Гоце бе! Ајде! Гол! Ао Златко бе! Гол! Ај Гробек! Как ќе оди? Ама ка видек? Не люби. Не. Шото? Будете јате гомник, ви гледате ја фезално неко секта после. Тук има разни гомни. Лево. Не така бе. Еј. Ај грофе пали. Пали го пала. Гол! Гол! Ви саките? Дирај колку сакаш! Камер ме дресове тоа. Еј! Не беше офсайд. Вите, излеме бе, заеб. Не би бе. Ако постигне, не. Ако го даде. Ако го даде. Браво, тренер. Браво. Голяма благодарност.
Ги видовте најдобрите моменти од надпреварот, тој ревијален надпревар, кој што спортска мрежа имаше можност да го проследи и да ви ги долови најинтересните моменти, погодоците, меѓутоа и пеналите од истиот. Ова беше се што подготвивме за ова емисија или за фудбалски клуб Слога од Злеово. Видовте успешна фудбалска приказна, реактивирањето на клубот, враќањето на фудбалската карта и секако сега практично ова родовишко село живее за недалек како ден кога се играат надпреварот во општинската фудбалска лига во Струмица, да се собере целото село и да проследе еден фудбалски надпревар, доказ дека самото село сака да следи спортски надпревари, сака да гледа фудбал во самото село и секако на тој начин да се насочат младите да спортуваат и практично да имаат што е можно поблиску до нив локален клуб кој што ќе им даде можност да започнат потоа да напредуваат понатаму. Ова беше се кое што го подготвивме во целост. Не заборавајте се претплатете на нашиот YouTube канал Спортска мрежа, секако да го следите нашиот портал www.sportskамрежа.mkg, секако и имате можност да видите наши мембарси, оние кои што одвојуваат по 150 денари за да бидат наши членови, мембарси зборувам, имаат можност за ексклузивни информации од македонскиот спорт, првите дознаваат ексклузивни информации кои што другите ќе ги дознаат подоцна, што е логично, така да сите вие кои што сакате да ја поддржите спортска мрежа, нашата работа може да бидете наши донатори, да донирате со тоа што имате опција под секој видео за донација или во самиот лайв чат од страната на ова видео, исто така можете да донирате. Уште еднаш спортски поздрав до следната емисија на Спортска мрежа.